Вонредните инспекцијски контроли кои што почнаа минатата недела по пожарот во Кочанската дискотека ќе продолжат со проверка на безбедноста во сите стамбени згради и единици во земјава. Ќе ги прават општински инспектори заедно со инспекторите од сите државни институции кои што ја имаат надлежноста за безбедност. Дали недостигот на инспектори ќе биде проблем во однос на темпото со кое што ќе се реализираат контролите? Каква е во моментов состојбата со заштитата во зградите и кој е надлежен за обезбедувањето на ПП заштитата? Е тема на која што разговараме со претседателот на комисијата за регулаторната комисија за домување господинот Зоран Маџовски. Добре ни дојдовте во Македонија наутро, господине Маџовски. Ова е нешто за што изминативе години многу често сме зборувале, но за жал она што се случи во Кочани повторно ја актуализираше темата. Па ајде за старт на разговорот. Што значи функционална ПП заштита во колективно стамбено домување? Добро утро на вас и на гледачите. Вие знаете, јас сум присуствувал редовно овде и сме го збореле, како што рековте, на оваа тема многу често сме збореле. Покрај другите функционалности што ги има една колективна зграда, една од основните за безбедност на граѓаните, на станарите е и функционална противпожарна заштита. Не само противпожарна заштита, заштита од секаква непогода, дали е тоа земјотрес, дали е тоа поплава, дали е тоа воени действија, вонредни, така натаму, значи таа заштита како да е занемарена. Ние сме збореле многу често дека неопходно е да постои проводност на просториите, заедничките делови, функционалност, да бидат видливи сите светла за евакуација, да има евакуационен план, да има хидранти, да има ПП заштита и сето тоа, ПП апарати и сите други пропратни елементи кои придонесуваат за заштита од евентуален пожар. И сите аспекти ќе ги разработиме денес. Така, денес ќе разговараме за се што да. Вонредните инспекцијски контроли ќе детектираат неправилности кои реално и однапред знаеме дека ги има, ако погледнеме дел пред се и од постарите згради, од она што нели како информација го имаме. Колкав е процентот на стамбени згради, ако ја имате вие таа информација, кои во моментов на ниво на Македонија имаат функционална ПП заштита? Дали имаме таков процент? Ние како регулаторна комисија немаме и нити е наша обврска да имаме. Меѓутоа, општините под чија надлежност е надзорот на инспекцијскиот надзор на колективното домување е обврска законска да имат секаков податок за колективното домување. Меѓу другото и каква е функционалноста на ПП заштитата во сите колективни згради на нивото на нивната општина. Не случајно, повторувам, секоја емисија сме збореле за неопходноста и битноста на домувањето како еден од основните сегменти во општеството. Имам чувство како тоа да беше маргинализирано. Дури сега слушам дека некој прв пат слушна, а ние сите општини сме ги посетиле. На сите општини градоначалници сме кажале дека е неопходно да именуваат инспектор за заштита и потреба на квалитетно функционирање на граѓаните. Од тие причини, предпоставка и моја, како и ваша, и таму кај што сум разговарал и кај што се јавуваат интензивно овие 10 дена телефоните нон-стоп, што да правиме, немаме црева, немаме ПП апарати, немаме место, цревата се ставени, се украдени. Слободно ќе збориме, значи нема тука со ракавици ништо. ПП апаратите не се сервисирани, обврска е на една година се сервисират и така натаму и така натаму. Само едно подпрашање, ако се, например, најдат неправилности, имавме едно прашање вчера од гледач. Ќе одговара фирмата која што ја одржува зградата за домување, ако нема црева, хидранти и слично, или одговара општината или станарите? Кој во случајот ќе биде? Да, и кој меѓу другото треба да го покране прашањето за противпожарна заштита. Кој е одговорен за ово прашање? Вака, тоа е малку пошироко прашање на кое треба малку потемелно да се одговори. Значи, една колективна зграда за да се изгради треба да и се даде одобрение за градба, правосилно одобрение за градба. Тоа правосилно одобрение за градба пред да се добие, треба да има претходни услови, предуслови. Кои се тие претходни предуслови? Зборуваме за сите колективни. Ние ретко може да се случи колективна зграда да може да види во градба. Значи, тоа значи дека треба да има урбанистички план, со кој е дефинирано
растојанието меѓу двете згради. Да, во тој урбанистички план е дефинирано пристап на противпожарно возило, пристап медицинско возило, пристап на други возила во случај на евакуација. Во тој урбанистички план е дефинирано која е висината на зградата, кој е габаритот на зградата, каков е, значи, каде е влезот на зградата, каде е излезот на гаражата или влезот на гаражата. Сето тоа е предуслов. Покрај другите предуслови има и други еден куп документи кои треба да се прибават за да се даде одобрение за градба. Меѓу тие документи, да не ги бројам сите, има и еден елаборат, што се вика елаборат за противпожарна заштита. Тој елаборат го изработува лиценцирана стручна фирма и во тој елаборат е прецизно дефинирано во таа конкретна зграда каква опрема треба да има, каква инсталација треба да има за ПП заштита, какви сигнализација треба да има за ПП заштита, колку хидранти и каде поставени хидранти треба да има, колку ПП апарати и каде се поставени тие ПП апарати и начинот на функционирање, односно управување со сета таа опрема. Па таму е дефинирано дека треба да има во зградата обучено лице кое ќе знае и ќе може да управува со сета таа опрема. Тој елаборат се доставува со сите други документи, се прави ревизија на него, значи може би не е добро изработен. Ревизорот вика добро е или се враќа назад. Откако се прави ревизија, тој елаборат се доставува со другата документација, се дава на согласност во Дирекцијата за заштита и списување. Дирекција преку урбанизам во постаро време во хартија на копија. Дирекцијата за на тој елаборат му дава свое мислење. Доколку најде своји забелешки, го враќа на доработка. Доколку не, го пушта и вика, ние даваме согласност на овој елаборат. Откако ќе се даде таа согласност на тој елаборат? Тој елаборат е жив се до функционирањето на зградата. Значи, тој елаборат не е само проформа, тој елаборат мора да се почитува. Од тука натаму, со новите закони. Значи, кога ќе се даде одобрение за урбанизам, за градба, се гради објектот. Градбата на објектот ја контролира надзор. Надзорот врши, значи утврдува сите тие елементи. Доколку има некои измени, повторно се барам, нели, согласност за измени во тек на градба и така натаму, и на крај објектот е завршен. Откако е завршен објектот, порано имаше комисија која даваше технички прием. Сега постои мислечини, ако нема некои измени, нека ми просто гледачите, дека надзорниот орган утврдува дека објектот е изграден согласно техничката документација, основниот проект. А дел од основниот проект е елаборатот за противпожарна заштита. Сега, што се случува? Управителот е тој што ја прима зградата на управување. Меѓу другото што прима за управување е и елементите, односно сето она што е предвидено со елаборатот за ПП заштита. Јас не слушнав за овие 10 дена некој да спомне елаборат за противпожарна заштита. Ќе речат, па ние неаме елаборати, па станарите не знаат кај се елаборатите, па кај се проектите. Значи, кој го дава одобрението за градба? Општината. Так. Значи, општината мора да има архив на проекти за колективни згради. Во тој проект мора да го има тој елаборат. Ако не може, сигурно станарите сите нема се стегнат и да идат општина да одат и да барат, дајте ми го, ќе си го властат, управителот да отиде да го земе елаборат. Кој врши надзор? Во законот за домување, што одржува управителот е дефинирано во член 6 од законот, кај што пишува вакви инсталации, онакви инсталации, заеднички елементи, меѓу другото вика и противпожарни елементи. Односно, елементи за противпожарна заштита. Значи, ги одржува. Но јас апелирам и до управителите. Кога ќе потпишуваат договор, да побараат, ајде да видиме вие што имате во оваа зграда,
од предвидената противпожарна заштита, што све имате, колку хидранти имате, дали имате црева, колку апарати имате, ПП апарати, какви се тие ПП апарати, кога се сервисирани, дали се сервисирани согласно законот на една година или не се, каде се поставени тие ПП апарати, кој од вас во зградата е задолжен за управување со ПП апаратите, кој е надлежен, кој е обучен, кој има сертификат за такво нешто. Дури јас тврдам, не знам, ако е предвидено еден, во нашиот закон не пишува, ако еден предвидено да биде обучен, дури ја мислам дека на еден спрат треба да има по еден обучен. Сега дозволете ми уште ова да кажам. Значи, кога сето тоа ќе биде така, како што го кажувам, во тој случај веќе поинаква ќе биде приказната и ситуацијата. Сега ќе речат ги крадат. Значи, има начин за заштита и за тоа. Значи, ќе си се стават со шифрарник, се има модерни начини да се заклучи, да се со шифра стави и така натаму и така натаму. Тоа е еден. Кој е должен уште да врши надзор? Управителите се должни да ги одржуваат, значи во кондиција. Ако не се сервисирани, ќе ги сервисира. Кој врши надзор? Викаме инспекторот за домување. Да, инспекторот за домување иде, утврдува и вика дека овде има хидранти, има ПП апарати, но инспекторот за домување не е стручен и обучен да врши дали сето тоа е по елаборат како што треба. Тврдам и во законот стои дека надзор треба да врши инспекторите од дирекција за заштита и спасување. Ќе отвориме и таа тема. Затоа што има тука друг проблем, меѓутоа инспекторите за заштита и домување се тие што треба да вршат надзор за исправноста на опремата. Споменавте за управувањето. Кога сме кај управувањето, треба да има некој во стамбената зграда кој што треба да биде обучен. Тие обуки треба да се поминат. Ете така, користењето на ПП апарати не е толку, нели, навидум можеби едноставна работа. Противпожарните апарати многу често можеме да ги видиме во јавни објекти, во институции, во згради, но колку правилно знаеме да ги користиме и колку сме се заинтересирале за оваа тема досега. Колешката Александра Максимовска ни е во живо од Битола и токму со неа во следниве 5 минути ја отвараме оваа тема. Александра, повели? Така е. Можеме слободно да кажеме дека свесноста на граѓаните за користење или за имање на ПП апарат во своите домови е на многу ниско ниво. Тоа знаеме дека е особено значење за сите граѓани да имаат противпожарен апарат во својот дом, затоа што сите мали пожари, како што велат нашите пожарникари, секој пожар настанува од мал пожар. Доколку имаме ПП апарат, можеме да го спречиме овој мал пожар да прерасне во поголем пожар. Ние моментално се наоѓаме во територијалната противпожарна единица во Битола. Со мене утрово се двајца пожарникари, Филип Наумовски и Владимир Талевски, со кои што ќе поразговараме повеќе околу тоа како правилно треба да се користат ПП апаратите. Сите имаме видено и знаеме за што служат овие ПП апарати, но дали знаеме како правилно треба да ги употребуваме? Кој е првиот чекор кој што треба да се направи за да се употреби ПП апарат? Повели Владимир. Добро утро, добро дојдовте во ТПП Битола и поздрав за сите гледачи. Значи, правилно користење на ПП апарат се прави така што ПП апаратот се зема од местоположбата каде што ни седи, се носи на местото на пожарот, сепак како што кажа се користи за мали пожари, односно во пожари што се во почетна фаза, се остава на растојание од 2 до 3 метри, се вади осигурачот, односно пломбата, се насочува цревото на кај пожарот и се активира нарачката за активација. Тоа е така едноставно, значи треба малиот дел осигурачот треба да се извади. Треба да видиме, да, исто така треба да видиме дали на манометарот стрелката е во зеленото поле, што ни укажува дали апаратот е под притисок. Дали е тежок за користење овој ПП апарат, можеме да забележиме дека има повеќе големини, дали можат жени да го користат? Лесно. Па како што кажавме, видовте самите, едноставно за користење и секако дека може и жени да го користат, да. Какви видови на ПП апарати постојат, за што се наменети, со што се полнети?
Најчесто користени ПП апарати се баш овие ПП апарати од S-тип, тие се полни со прав и најчесто се користени во домаќинства, во автомобили, во превозни средства и исто така и ние најчесто ги користиме овие апарати. Има различна големина. Да, од 1 килограм вкупна маса на тежина до 20 килограми кои спаѓаат во рачни и превозни над 20 килограми. Така, Филип, што мислите вие според вас, дали секој треба во својот дом и во својот автомобил да има ПП апарат и каков треба да има? Добро утро, да ви посакам. Да, најчесто во домовите треба да имаме апарат, тоа е пожелно да имаме апарат, бидејќи, како што кажа колегата, најлесно справување на започнат пожар е со ПП апарат. Добро е да можеме да имаме, односно добро е да имаме апарат од S-тип, може и со CO2, меѓутоа S-тип е доволно, мислам, за домаќинства да е во ред. И во автомобилите исто така може да се има апарат од S-тип со сув прав и неговата големина може да биде помала отколку во домаќинствата најчесто се користат од 1 до 3 килограми во автомобилите. Така, да ги информирам граѓаните оние што сакаат да купат ПП апарат дома да имаат, дали има овој ПП апарат рок ограничен на трајност или пак неограничено? ПП апаратот има неограничен рок на трајност, меѓутоа еднаш годишно треба да се изврши проверка на ПП апаратот или во случај да биде активиран апаратот, исто така треба да се направи проверка, односно да се дополни ПП апаратот со сув прав. Така. Од почетокот на годината, еве 3 месеци измина, колку интервенции има противпожарната единица овде во Битола и колку од нив се на отворено, колку се во затворени објекти, еве граѓаните чисто да знаат дека често или поретко се случуваат пожари во домовите, во објектите? Па, досега имаме околу 160-170 пожари во интервенции. Можам да речам, половина од интервенциите се во затворен, во објекти, односно дали оџаци или електрични броила. Другата половина се пожари на отворен простор. Така, значи не е мала бројката. Сега за крај сакам, на крај од ова линковско вклучување, сакаме да направиме една показна вежба и како тоа функционира еден ПП апарат. Јас ќе им дозволам на нашите пожарникари да го покажат тоа. Повелете. Се надевам дека ова наше утринско линковско вклучување ќе им послужи на многу граѓани, ќе разбудиме нивната свесност да секој во својот дом да купи ПП апарат и како што можевме да видиме, тој е толку едноставен за користење и за употреба и за само неколку секунди можеме да спречиме еден мал пожар да прерасне во голем и да настане вистинска катастрофа. Студио? Да, благодариме Александра за овој разговор и за оваа мала обука. 7 часот 44 минути. Господине Маџовски, ги споменуваме инспекторите. Пред малку кажавте инспекторите се забите на една држава. Зошто ако знаеме, сега можеби не дека е тоа целосно решение на проблемите, но зошто ако знаеме дека инспекторите може да бидат во целата алка едни од главните кои што може да придонесат кон решавање на овие проблеми што ги имаме, зошто упорно ниедна гарнитура до сега не го зголемила бројот на инспектори во државата кои што на терен ќе ги контролираат овие работи? Зошто ние секојдневно зборуваме само за тоа дека ни требаат инспектори, а ништо не се превзема? Ова е нешто што го збориме барем изминативе 7, 8, 9 години во континуитет. Десетина сигурно, да. Моето искуство животно и во службите кај што сум работел и во инспекцијските служби кажува дека со текот на годините се згаснува моќта на инспекторите, а тоа се случува затоа што тие губат самостојността и независноста. Значи инспекторите не смее никој да влие врз нивното одлучување. Прва работа, а инспекторот никогаш не треба да има селективен пристап према ништо.
Значи не може сега да се даде налог, идеш тамо, тие и тие ќе ги казниш затоа што не ми се допаѓат. Или не може па инспекторот да прави нешто што не е со закон. Или да прави не значи дека инспекторот треба да сече, да коле или не знам што да прави регуларно. Тоа значи мора да има преодни мерки. Треба ли градоначалниците да се вклучат повеќе во секторот Апсолутно, домување? значи ние како регулаторна комисија ги посетивме скоро сите, поготово главните урбани центри и благодарение на тоа од 10 инспектори се зголеми бројката на 15 или 16 во моментот има, може и 17 инспектори. Значи тоа е сепак некоја бројка зголемена за 50%, меѓутоа пак е таа мала бројка. Не може во сите скопски општини кои бројат илјадници стамбени згради да има само по еден инспектор. Па како ќе функционира тој инспектор? Како ќе ги он покрие сите? Сега во оваа ситуација, кога веќе дојдена до ситуација дека треба да се среди состојбата во колективните згради од аспект на противпожарна заштита, сметам дека не треба да се иде одма со стриктни казнени мерки, затоа што работава траела значи со години. Но Ние сме колку време е апелирали. потребно и да речеме за една стамбена зграда да може комплетно да се опреми? Колкав е тој простор временски кој што треба да им се даде на стамбените згради? Значи треба да им се даде, дали тоа ќе биде рокови, не можам сега да кажам месец дена или 2 месеца, не можам да кажам. Но дали се доволни? Но мора да има селектив пристап, да има информација до кај сте, како сте, што сте. Што направивте, мрднавте, не мрднавте. Ако не сакат да интервенираат станарите, тогаш веќе мора да се иде и со казни. Но сакам да кажам една работа, значи сега ќе биде еден главен проблем. Управителите се тие што треба, нели, на сметка на станарите, преку парите од резервниот фонд, што ги собираат, да ја купат таа опрема што недостасува во зградите. Црева, хидранти, ПП апарати и слично. Тоа е на работа. Но, има таму пишано во законот, вика, се грижи за противпожарната опрема, таа. Но не знае управителот и станарите која е противпожарна. Пак ќе се вратам на елаборатот. Не е исто за секоја зграда. На еден спрат во некој зграда има 4 стана, на друга зграда има 10 стана, на трета зграда има 15 стана. Што значи, може има негде еден хидрант на спрат, негде има 2, негде 3 хидранта. Што значи не е тоа како унифицирано правило за сите. Значи за секоја зграда индивидуална е. Така да тоа мора да се добие како информација каде и колку треба да има. И тоа се набавува на сметка на граѓаните од страна на управителите. Значи како што плаќаат граѓаните, јас ќе платам, секој ќе плати, значи тоа важи и за вас, за сите, значи што живееме у колективно домување, како што плаќаат за заедничка струја, за заеднички лифт, за заедничко одржување. Така треба и исто така. Тука се и противпожарните скали. Недостапноста на голем дел од зградите не само за противпожарни возила, за амбулантни возила. Гледаме енормно градење на зграда до зграда. Противпожарните скали, дел од нив се и направени во летни кујни од страна на станарите. Ако веќе го вперуваме прстот и кон нас граѓаните и кон нашата свест, што правиме со оваа тема? Дали и тука инспекторите можат да помогнат или и граѓаните треба да се вклучат со конечно освестување дека заедничка просторија е заедничка просторија и не смее да се узурпира? Ете како идеме ние на навика. Кога нешто ќе ни биде попуштено и ние се навикнуваме на тоа и после си го присвојуваме како да е наше. Согласно законот за ПП заштита, колективни згради до 22 метри висина од приземје, односно до тротоар до венец, не треба да имаат противпожарни скали. Над 22 метра висина задолжително треба да имаат противпожарни скали. Сега, светоци, јас немам такво искуство, меѓутоа слушам дека многу противпожарни скали се узурпирани за лични потреби и заеднички простори, не само противпожарни, и комуникацијски делови, проширување кои биле неслучајно во проектот оставени така, се узурпирани. Ако се констатира такво нешто од страна на управителот, се известува инспекторот, инспекторот треба да наложи доколку
да наложи, доколку е во неговиот сегмент на Законот за инспекцијски надзор за домување, збориме за инспектор за домување, да се отстранат тие елементи. Доколку не е, доколку е градежен елемент, значи изидано со тула, со гипс картон или со ограда метална нешто, надлежност се дава на инспекторот за градба, градежниот инспектор. Градежниот инспектор доаѓа, носи решение, прво носи записник, и решение и заклучок за отстранување на тој градежен елемент заради вставање функција. Доколку е некој друг елемент што не е ни градежен, може да настапи и комуналниот инспектор. Значи, таа е служба инспекцијска која, пак повторувам, треба да има апсолутно независност, самостојност и функционалност. И тука не важат ниту подписите кои што може да ги соберат станарите во однос на согласност дали може да се загради или не загради одреден дел. И тука треба да бидеме апсолутно, тоа сме го зборели овде. Јасни, апсолутно, да. Проектот е таков и не смее никој во заедничкиот дел да навлегува без согласност на општината. Токму така. Тој што го дал одобрението, тој може да го измени. Дури тој не може да го измени ако веќе тој проект, тоа е постапка многу сериозна. Постојниот закон за домување не регулира многу аспекти. Так. Затоа беа иницирани измени на истиот. Последниве 3 години зборувавме неколку пати на оваа тема, немаме никаква информација досега во однос на измените. До каде е процедурата, еве за самиот крај на разговорот, толку време имаме уште да ја покренеме и оваа тема. На секој гостување во било која телевизија јас го спомнувам тоа. 2021 констатиравме дека законот има многу недостатоци. И прво што се направивме измени и дополнување на тој постоечки закон. Ги доставивме до Министерството за транспорт и врски. Се формираше од тогашниот министер. Работната група работеше од сите институции и дојде до некој текст. Тогашниот министер во претходниот ветуваше дека овој закон до мај 23 година ќе биде владина процедура. Помина и 23-та, помина и 24-та. Се смени и власт. Значи, до сега се уште немаме информација до каде е овој закон. Јас побарав средно. Покренавте ли нешто? Тоа ми беше прашањето. Да, со писмено барање во уште пред месец и пол до претходниот министер имав и интервенции пишани во писмена форма да се. Каков е одговорот до сега? Никаков одговор. Имавме и дури правилници, 2 правилника пуштени за измени и дополнување. На едното ни беше одговорено дека од секторот тамо дека сериозно ќе се зафатиме со ова. Ништо, значи до ден деска, јас пред месец и пол отприлика побарав, очекувам стварно дека сега у целата активност дека ќе се најде време и простор и апелирам до Министерството за транспорт час поскоро да го стави овој закон во владина процедура. Можеби сега се созреле услови за други измени, а меѓутоа тоа има начин амандмански, вака, онака, да се пушти у собрание, владина процедура помине, собрание да помине, за да може конечно да почнеме да функционира. Ние не можеме како регулаторна комисија да одземеме лиценца, освен по 2 услова, по условите по кои сме ја дале лиценцата. Го отворивме ова прашање, ќе видиме за некој месец дали ќе имаат слух властите за ова. Во меѓувреме очекуваме сите оние кои што се повикани на темата ПП заштита да ја завршат својата работа. Да ги охрабриме, не е ова критизерско настапување, не е критичко, значи да ги охрабриме да почнат да функционираат и да конечно ги надминеме овие. Мора да зборуваме на овие теми, бидејќи се наши секојдневни и наши секојдневни проблеми. Благодариме за гостувањето. Висок степен на ризик од пожари во главниот туристички центар, најкритично е во стариот град каде што има тесни улици. Веднаш ја најавувам колешката Сонја Рилковска во интерес на времето, зборува за оваа тема од Охрид. Сонја, повели. Да, во ова наше второ јавување зборуваме за подготвеноста за кризни ситуации, за справувањето со пожари. Разговараме со Ѓуро Јовчевски, раководител на службата за заштита од пожари. Добро утро, Јовчевски. Кажете ни колку сме ние подготвени за справување со кризни состојби, особено во поглед на пожарите и каква е состојбата, како би ја оцениле? Добро утро. Најпрвин поздрав до сите гледачи на македонската телевизија. Дозволете ми најпрво да дадам едно искрено сочувство до сите жртви, до нивните семејства за ова голема трагедија што ја задеси Кочани и Македонија. Во поглед на вашето прашање би одговорил дека
оценките околу подготвеноста за вакви и други кризи мислам дека е крајно неповолна во нашата држава од причина што неколку декади во Република Македонија евидентно е дека се импровизира, отсутни се превентивните мерки кои се многу значени за да нема пресија и супресија при делување. Сето тоа допринесува да имаме ваков епилог да ни страдаат невини жртви во вакви несреќи. Исто така тука би додал дека тие кои треба да го спроведуваат законот, покрај тоа што не го спроведуваат законот треба да важи за сите подеднакво, него и тие кои треба да бидат коректори имаат само 2% доверба во нашиот народ во Република Македонија, тоа е суството. Не знам колку би биле подготвени ние кои ќе имаме покрај овие пожари и други несреќи, да бидам искрен, од каливар на поплави кога не се чистат каналите, например, земјотреси кога не знаеме каква е сеизмичката способност на зградите, дали може да издржат од потпишување на разни лиценци. Гледате вие во овој момент колку се одземени лиценци на одредени објекти од градежната таму инспекција или не знам кој сето тоа го тера заради вакви импровизации, а за жал кога беше модуларната болница, кога гореше, тоаш беше време можеби да се почнат побрзо во состојби на чештање и на спроведување на закон, за да не дојдеме во оваа ситуација сега со изгинатава младина која ни се случи за жал. А Јовчевски би сакала да ве прашам како го оценувате и степенот на ризик од пожари, особено во стариот дел на градот Охрид? Тука како обичен граѓанин можам да кажам дека летниот период во Охрид е крајно оптеретен со многу народ, со многу посетители како странски и домашни, така да отежнато е дејствувањето каде да одат побрзо, дали на концерти, дали на сообраќајки, и во тесниот дел на градот во тие тесни улици. Хидранската мрежа, колку имам информации дека дејствува, дека била во ред, подложи на инспекции секако Охрид како град кој почесто доаѓаат инспекции, тука можам да кажам, но проблемот е индивидуално тука. Народот доста ги остава своите возила по улиците, сите имаме по 2-3 возила имаат дома, и делувањето на пожарникарите им е драстично тежнато, како и на брзата помош и на другите служби. Тука мораме ние комплетно како индивидуи да сме одговорни. За жал во странство сме, а овде многу слабо сме одговорни. Слушам за кражби на црева, на хидранти, на млазници по згради, на други работи, и ние сме научени дека никогаш ништо нема да се случи. Но ево, за жал, какви последици имаме од сета таа несериозност во таа ситуација. Иначе во контекст на пожарите на отворен простор, вие знаете со какви проблеми се судривме 2007, 2021, 2024 на крајно непристапен дел на 2000 метра, каде што не можеме да интервенираме, но на други места во рамките на Галичица населението е многу свесно, особено го поддржувам и поздравувам како нивни сервис, секогаш ќе се борам за нив, и се крајно свесни, учествуваат во прочистување на патишта, ја обновуваме инфраструктурата, да имаме лесен пристап, имаме собствен буџет, и како институција која се грижиме за националниот парк сме должни да водиме дежурства, да имаме постојано луѓе на терен, обнова на опремата имаме извршено, на возилата, и секогаш сме спремни за летниот период. Уште сега треба да почнат подготовки во секаде во Македонија кои ги стопанисува шумите, да има полесен пристап. Имаме многу испразнети села каде што пасиштата преваѓаат во шуми и драстично ќе биде проблематично делувањето, а затоплувањето глобално е од година на година поголемо. 3000 пожари само во јули и август имавме минатата година. Рачунајте, од 30 на големи на ден. Тоа е стварно катастрофа. Јовчевски, како основач на противпожарно доброволно друштво, би сакала и да ве прашам како да работиме на подигнување на јавната свест. Очигледно треба да се тргне секој само од себе. Значи имаме проблем не само во институциите, туку и кај секој поединец. Да, видите, волонтеризмот го рачунам како многу битен сегмент во рамките на поготово делувањето на заштита од пожарите, но меѓутоа и на други битни сегменти кои значат подобрување на човековото живење. Не е далеку Хрватска, која често ја посетувам, има 150.000 волонтери пожарникари, Словенија има близу 200.000, ние сме пионери се уште. Дали имаме 100-200, некои активни познавам доста. И сметам дека етаблирањето на младите, нормално со сертификати да биде, нормално да биде со полагања со сите работи, би било многу примарна и позитивна цел за подобрување на заштитата од пожари. Ево конкретно со Сдруженијето на љубители на Галичица имаме 30 на члена во 3 различни дејствувања, од кои едниот сектор е за заштита од пожари. Имаме 10 спремни субјекти, луѓе кои се пожарникари доброволци, обучени со сертификати. Имаме обновена лична опрема годинава, веќе 2 години постоиме активно, и
Целта ни е да добиеме еден ден апликација имаме за возило со пумпа кој ќе биде оставено во рамките на Галичица и каде што ќе действуваат доброволците со личната опрема и ќе помагаме на одредени други места. Благодарам многу, Ѓуро Овчевски, што бевте дел од утринската програма на Македонската телевизија. Студио. Благодариме, Сонја, и за информациите. Ние се надеваме дека не само надлежните институции, туку и ние, граѓаните, онака како што го завршивме разговорот со господинот Маџевски, ќе почнеме проактивно да делуваме за тоа што на крајот на денот се работи за нашата заштита.